Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Културните работници го одбележуваат 27 март како Светски ден на театарот. Без професионална театарска сцена Кочани одамна е исклучен од одбележувањата и прославите, а останува отворено прашањето дали состојбата ќе се промени во блиска иднина. Од 1962 година во повеќе земји во светот започнало одбележувањето на 27 март како Светски ден на театарот. Од пред 22 години кон одбележувањето се вклучи и нашата држава со своите 12 професионални и поголем број аматерски театри и театарски групи во повеќе градови. Меѓу нив е и Кочани, град во кој пред околу 6 децении постојала професионална театарска сцена, а денес таа е само во сеќавањата на постарите кочанци. И покрај десетината професионални актери и режисери кои во изминатите 2-3 децении дипломираа на драмските академии во државата и странство, во Кочани и понатаму не може да се зборува за професионална театарска сцена. Повремените изблици на театарско движење се сведуваат само на добра волја и упорност на поединци, кои со аматерските групи колку толку одржуваат театарска кондиција. На почетокот од оваа година 20-тината актери, режисери, уметници и културни работници од Кочани со подписи ја поддржаа иницијативата на локалната самоуправа за формирање професионален театар. Во меѓувреме и Советот на општината усвои одлука за тоа, што беше доставена до Министерството за култура. Од таму пак имаше кратка најава дека во наредниот период ќе се анализираат материјалните, програмските и финансиските потреби и услови за основање ваква културна институција. И додека се чека одговорот, организирањето на драмскиот аматерски фестивал и 2-3 премиери годишно на аматерскиот театар во Центарот за култура, како и повремените гостувања на групи од страна, остануваат единствената замена на професионалната театарска институција. Народниот театар пред многу децении му го давал урбаниот шмек на Кочани, кој, иако неколкукратно помал од денес, бил духовно многу побогат град. Локалната самоуправа на Виница реконструира дел од главната линија од водоводот во Ромското мало. Парите се обезбедени со декадата за ромите, а инвестицијата треба да обезбеди подобро водоснабдување на локалното население. Општина Виница ги реализира градежните работи за реконструкција на постојната инсталирање нова линија од градскиот водовод на улицата Иво Лола Рибар во Ромското мало. Инвестицијата се изведува со грант од над 300.000 денари, добиени со проектот за имплементација на стратегијата и декадата на ромите, а што се наменети за решавање на клучните инфраструктурни проблеми во населбата. До крајот на неделата се очекува да се комплетира поставувањето на полиетиленското црево во должина од над 200 метри, кое има двојно поголема пропусна моќ, со што ќе се надминат проблемите во водоснабдувањето на жителите од овој дел на Виница, а што особено се чувствуваше во летниот период. Веќе е изградена и бетонска шахта со соодветен затворач, пошто ќе следуваат активности за приклучување на секое домакинство на главната водоводна линија. Од локалната самоуправа на Виница информираат дека долгогодишните проблеми со квалитетот на водоснабдувањето во Ромското мало ќе се решаваат етапно, а во план и целосна замена на старите дотрајани цевки. Во рамки на решавањето на инфраструктурните проблеми, веќе се инвестирани над 1 милион денари за изградба на подпорни ѕидови на неколку ризични локации во населбата. По реконструкцијата на главната водоводна мрежа ќе следува и асфалтирање на улицата Иво Лола Рибар. Здруженијето Еко Тим Исток ги додели наградите за учениците од основните училишта кои се вклучија во проектот за искористување на отпадната ПЕТ амбалажа. На конкурсот учествувале над 100 ученици со своји изработки од пластични жишиња. Во рамки на проектот воспоставување функционален локален систем за управување и правилно постапување со отпадното ПЕТ пакување во Кочани, а по повод 21 март денот на пролетта, во 3 основни училишта во Кочани беа избрани и наградени најдобрите творби. Тие пристигнале на конкурсот за избор на најдобра творба од реупотребено отпадно ПЕТ пакување. Конкурсот беше наменет за учениците од 1 до 9 одделение од основните училишта и на него учествуваа повеќе од 100 ученици со сопствени творби
изработени исклучиво од цели или од делови од 5 шишиња и капачиња. Проектот го спроведува Сдруженијето за екологија и заштита на животната средина Екотим Исток од Кочани. Финансиран е од Глобалниот еколошки фонд, програма за мали грантови во Македонија, а е кофинансиран од екопроект Кочани. Санирана е скршената цевка од главниот цевковод на Основното училиште Свети Кирил и Методи, поради која што при порани дождови често се случуваа поплави во подрумските простории на училиштето. Тој проблем веќе е минато, а се санираше со помош на КП Водовод. Од останатите реализирани проекти во Основното училиште Свети Кирил и Методи со цел обезбедување квалитетна и непречена настава се санација на многогодишниот проблем со кој се соочуваше училиштето, односно поплавување на подрумските простории. Имено, речиси секогаш при поголеми поројни дождови, а следствено на тоа и со покачувањето на нивото на Кочанска река, заради физичката близина на училиштето и реката, подрумските простории се полнеа со вода. На барање на училиштето беше извршен увид од страна на КП Водовод, при што се лоцираше главниот проблем – скршена цевка од главниот цевковод кој поминува низ училишниот двор. По извршената интервенција од нивна страна, дефектот беше отстранет, информираат од училиштето. Понатаму следуваа и други проекти кои беа истакнати пред јавноста. Успеавме да направиме сосема нов кабинет по музичко образование, бидејќи еден подолг временски период се соочувавме ние како училиште да немаме класичен кабинет по музичко образование. Но денес можеме со сигурност да се пофалиме дека и ние како и сите останати училишта имаме еден доста добро опремен и современ кабинет по музичко образование. Исто така би сакал да напоменам дека во текот на изминатиот период во нашево училиште се воведе исто така и кабинетска настава, така да веќе во нашево училиште секоја просторија, секоја училница е со одветен кабинет. Една училница е кабинет по математика, друга по историја, трета по географија и на овој начин мислам дека успеавме на еден начин да го унапредиме образованието и наставно-образовниот процес во нашево училиште, од причина што сега веќе сите училници се снабдени со многу повеќе нагледни средства за разлика од изминатиот период. Се разбира, ние како училиште и јас како раководен кадар ќе се трудам во иднина да ги доопремиме со што е можно поголем број нагледни средства сите овие кабинети и да еден ден навистина овие кабинети заличат на кабинети какви што можеме само да си посакаме. Од реализираните проекти, Кралев ја спомена и набавката на 256 нови шкафчиња за потребите на учениците од предметна настава, како би можеле да имаат простор каде да го складираат и чуваат училишниот прибор и опремата, која им е потребна за часовите. Понатаму, партнерно естетско и хортикултурно уредување на пациото, односно светларникот на приземјето во училиштето, со што учениците добија уште едно ново картче, каде може да го поминуваат своето слободно време за време на паузите помеѓу часовите во училиштето, да се внатре во училиштето, а сепак во природна средина. Понатаму се изврши санација на дел од кровната конструкција во училишната зграда во Централното училиште, поточно на најкритичните места, каде при секој поголем пороен дожд доаѓаше до протекување на кровот, како и санација на санитарните јазли за учениците во Централното училиште, со што се подобрија хигиенотехничките услови. Членовите на Сдруженијето на граѓани Афористичка репрезентација на Македонија и оваа година ќе организира вечерта на македонскиот афоризам во Кочани. Во склоп на манифестацијата распишан е и конкурс за афоризми. Седма вечер на македонскиот афоризам во Кочани ќе се одржи на 29 март, петок во 19 часот во Центарот за култура Бели Мугри. Членовите на Сдруженијето на граѓани Афористичка репрезентација на Македонија и оваа година се потрудија да се задржи 6-годишната традиција на одржување на манифестацијата. Наоружани со искуство од претходните години, овие ентузијасти својски се потрудија афористичарите да се чувствуваат пријатно во својот настап, а публиката да ужива во презентација на нивното творештво. Сдруженијето на граѓани Афористичка репрезентација на Македонија е формирано во август 2014 година со цел да го афирмира афоризмот, да го доближи до публиката и да ги стимулира афористичарите од Македонија. Сдруженијето се покажа како одличен организатор на вечерите на македонскиот афоризам. Стои
стои и зад организацијата на голем број други културни манифестации и случувања, како што се промоции на книги, изложби на карикатури, портрети на афористичари, настапи пред публика во и надвор од Кочани, одржување часови по сатира и афоризам во училиштата и слично. Здруженијето добива помош од голем број институции, фирми и поединци. Последните години изостана поддршката од Министерството за култура, но сепак од Здруженијето се заблагодаруваат на сите кои што го помагаат и Здруженијето и вечерта на македонскиот афоризам. Инаку во склоп на манифестацијата Вечер на македонскиот афоризам во Кочани, традиционално се распишува и конкурс за афоризми. Творењето на однапред зададена тема, но и наградите се предизвик за авторите на афоризми од Македонија да учествуваат на конкурсот. Темата ја дава актуелниот добитник на првата награда од ланската година. Во 2018 беше Ристо Филчевски, кој за оваа година ја даде темата Политикоманија, тема која е присутна во сите сегменти од нашето живење. Инаку има и жири комисија која и годинава ќе одлучува и ќе ги прогласи најдобрите афоризми пријавени на конкурсот. Следуваат информациите од спортот. Со подршка од Европската Унија, младинците од Средното општинско училиште Ванчо Прке во Виница го заокружија неколкудневниот турнир во пинг-понг и футсал. Многу навивање, овации, аплаузи, релаксирана и надпреварувачка атмосфера имаше деновиве на трибините од спортската сала Капетан Кирчо Димитриов во Виница. Младинската организација од Средното општинско училиште Ванчо Прке со пехари и дипломи го заокружи неколкудневниот турнир во пинг-понг. Меѓу учениците од прва до четврта година имаше и турнир во футсал, во кој златниот пехар го освоија учениците од четврта година. Имаше 13 екипи во фудбал кои беа наградени со парични награди. Наградени беа Леонид Гошев во соло, исто така во тимски Леонид Гошев заедно со Давид Костадинов, а второ место освои Андри Иванов. Додека во фудбал најдобар стрелец зема Давид Димитров со постигнати 7 гола на 4 надпревари. Овој турнир гимназијалците го реализираа со подршка од Европската Унија. Пред се сакам да се заблагодарам на тие што го финансираат овој турнир. Тоа е Европската Унија преку проектот Младите од руралните средини за интеграција на Македонија во Европската Унија, а е спроведен преку мрежа за рурален развој на Република Македонија и CNDP. Додека проектот е спроведен од страна на младинската организација и ИО Хармонија Виница. На турнирот имаше 13 екипи во фудбал, од кои што првото место беше награден со парична награда од 4000, второто место со парична награда од 2000 и третото место со парична награда од 1000 денари. Освен турнир во фудбал, во кој што настапуваат 13 екипи, имаме направено турнири во пинг-понг, во тимски и во соло, каде исто така победниците беа наградени. Турнирот гимназијалците го реализираа преку мрежата за рурален развој на Европската Унија и CNDP, како и со подршка на клубот Хармонија и младинската организација Ванчо Прке. Кошаркарите на Баскет Дино по подолг период забележаа победа и освоја нови бодови во првенството на втората Лига Исток. Фудбалерите на Осогово загубија на гостувањето во Прилеп на пријателски надпревар со прволигашот победа. Екипата на Баскет Дино конечно ја прекина долгата негативна серија од порази во продолжението од првенството во втората кошаркарска Лига Исток. Во рамки на 20-тото пролетно коло на домашен терен совладан е тимот на Крива Паланка со убедлив резултат од 103:71. Со тоа, по подолг период, кочанските кошаркари ја почувствуваа радоста од победата, но и задоволството што прокнижија нови бодови во борбата за задржување на средината на табелата. Надмокниноста на домашниот тим беше видлива во текот на целиот надпревар, така што кривопаланчани не можеа да сторат ништо повеќе од чесен пораз. Во моментот Баскет Дино е на 6-та позиција со 20 бода, но и 3 надпревари повеќе во однос на конкурентот Баскет Кам. Во следното коло нашите кошаркари ќе гостуваат во Велес, каде ќе имаат тежок меч со Борец Баскет, екипа која е една позиција погоре и исто така се бори за задржување на второлигашкиот статус. Освен кошаркарите, активни беа и кочанските фудбалери, иако во првенството на третата Лига Исток, трета недела поред нема првенствени средби. Екипата на Осогово одигра пријателски меч во Прилеп со прволигашот победа и претрпе висок пораз од 5:0. Според информациите од клубот,
Домакините уште на почетокот бргу дошле во водство 2:0, за до крајот на првите 45 минути нашиот тим да заигра нешто подобро, а преку Тоше Манов ја имал најубавата шанса за гол, но неговиот удар од 5 метри пред домашниот гол завршил над пречката. Во вториот дел дошле до израз по добрата физичка подготвеност и квалитетот на прволигашката екипа, па победа постигнала уште 3 погодоци. Најубавата можност за почесен гол за жолтосините ја имал Ефтим Аксентиев, кој погодил пречка од слободен удар. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.